да најдем решение за тия проблеми, ама најбитно од се денеска ми беше да слушна идеи, како да се продолжи, како да се поместат работи. Ќе исчитам дел од идеите кои денеска сме ги навели, односно ќе ги исчитам сите, ако е нешто забораено, ќе ми кажете за да го дополнам. Александар Дончевски, значи јавно ВЦ, борец да се направи и правно решение на проблемите, прво сме кажали. Корпи патокази да се постават. Велосипедски патеки, Илчо е кажал дека треба велосипедска патека. Спомнале дека може со проект од донации од амбасади и некој работен да ги одржува тие патеки. Крос патека, това се подудара со това ендуротуризам, мисля дека е исто, окей. Планинарско трчење, патека и проект има, дечкото што кажа дека 70% веќе завршено, го дава на користење. Ако има некоја енергија да го продолжи таму ќе е добро. Локални водичи, обука да се направи, да имаме локални водичи, туристички пункт. Това го Валери спомна. Значи во самиот град да имаме туристички пункт, дека кога ќе дојде турист или некој што не е граѓанин на Делчево, ќе има можност да се информира што да посети, дали ќе иде на Голак, дали некој манастир, дали некоја природна убавина друга, дека ќе го насочиме практично. Убава е таа идеја. Никица е спомнал дали Делчево може да го направиме, да го внесеме на картата на туристички места. Треба да се види и он зима за обврска да го истражи това и на наредниот состанок да го каже. Собе е кажал дека треба одмаралиштето по негово видување да се подели на апартмани, значи, и да се даде на локалното население, да се изгради апартмани, додека приземјето да добие некоја јавна функција, односно да биде ресторант кој што ќе може да го посетат сите. Има друга идеја за веб страна за лековити билки, исто е од Илчо, лековити билки и храна, лекови мед, исхрана, капини, малини сме напишали, значи преку веб страна да се промовира сето тоа. Прво на основа да им се каже да се тоа окей, слободно иди, набери си или ако не кеш опција да се набереш, може на пример некој ти прави. Да, добро. Тоа ше е кажал дека треба да го решиме паркинг просторо, дали преку монтажни паркинзи, дали преку друго и стадион, да се размисли на можноста за стадион, иако во планински услови е тешко да се порамни таков терен, од самата топографија на теренот, а това ќе иницира да привлечеме спортски екипи кои ќе извршуваат припреми горе и на еден начин ќе го заживееме повторно туризм. Заградување на игралиштето е предложил Александар, фестивал на Пантелеј со локални изведувачи и една поголема звезда која ќе привлече туристи, да речеме, и ќе биде не на дневно ниво, него на повеќе дневно, што пак ќе се надоврземе за потребата од тие свет дека ќе се сместат, едно со друго поврзано, и ендуротуризмот. Ако нешто сам заборавил, може да ме коригирате и да го метна. Ако не, тие ќе ги испишеме и на нареден состанок. Знам, свето сака да се забавува горе, дали ќе бидат кои децата да јаваат, дали ќе има некој стрес. Това го кажахме како идеи, не го прочитах тука, идеи од граѓани кои во моментот не можеа да присуствуваат, доставија до мене некои работи, значи има предложеност да се организира свадби на отворено, значи да можеме горе преку тие шаторски конструкции, свадби на отворено, конјанички клуб за стрелаштво и голф терен, за кој што мисля дека голф терен не може да биеме, не спортуваме него. Некој предложил вили во јато, кои формираа мини населба, па да им се дозволи базенти да прават и нешто. Друг е кажал, моја идеја беше да се направи во вид на урбана опрема, да се направи послужен штанд, кој што ќе биде од минимални димензии, од времен карактер, ќе биде покриен и заштитен од временски неприлики и ќе има времен карактер, ќе овозможи прием на туристи на дневна основа, без капацитет и можност за спиење, туку да се послужи брза храна, греано вино, чај, значи на неколку сати и да се врне. Друга моја идеја е реконструкција на детското одмаралиште во Голак, кој како одговор на барањата за потребите на туризмот со преспивање, односно повеќе дневен прием на гости, собственикот да распише јавен конкурс за идејни решенија и ние како граѓани да дадеме оценка и избор, да учествуваме во изборот како ќе изгледа, това е сепак наш објект, од јавен интерес, да не дозволиме да стане нешто друго, да биде повторно одмаралиште кој ќе е достапно за сите да го користат. Това е моја идеја, не мора да се препане нормално. И генерално тука имаме околу 20 идеи, кои во идниот период треба да почнеме да ги конкретизираме и да ги реализираме. Од нашата енергија зависи дали последна година ќе се останеме и ќе сме па на исто ниво, или ќе се останеме и ќе речеме напреднали сме во некоја.